Денес во Штип започна да се изготвува стратегија за подобрување на младите и жените од социјално ранливите категории. На денешниот состанок се детектираа недостатоците со кои се соочуваат младите и жените. Се предвидува да се формира и тело, составено од представници од државните институции и невладиниот сектор, кои ќе имаат за задача да вршат мониторинг како се имплементира стратегијата. Континуирано ова тело треба да продолжи да работи со цел не само да се подготви оваа стратегија, туку врз основа на таа стратегија да се подготват и акциони планови кои што пократкорочни ќе бидат, а да се мониторира нивната реализација, односно некако да успееме на вистина да работиме, не само да импровизираме, значи не само да остане тоа на хартија, да успееме на некаков начин вистински да им помогнеме на овие категории на граѓани. Вообичаено локалните самоуправи изготвуваат стратегија за социјална заштита. Меѓутоа практиката покажува дека голем дел од предвидените активности во целост не се реализираат, потенцира Пеева. За да може да се некоја стратегија или некој акцијски план, програма да се реализира, потребни се финансиски средства. Она што недостасува моментално, и ова е навистина слаба точка речи за сите општини на локално ниво, односно на локално ниво за институциите, е дека ретко од своите буџети одделуваат средства за социјалната заштита, или ако тие не се прецизно наменски утврдени, односно се даваат ад хок или еднократно. Со тоа не се решава проблемот. За помош на социјално ранливите категории, општина Штип од својот буџет годишно издвојува околу 1,5 милиони денари. Исто така преку проектот Инклузија на деца роми овде се згрижени 30 дечиња, потоа бездомни лица кои што се згрижени во Мирјанината црква имаме 9 лица. Ваква стратегија покрај Штип е предвидено да добијат и уште 18 општини.